Околу 80 талентирани основци и средношколци од Струмица во наредните 9 месеци ќе добиваат месечна стипендија во износ од 2000 и 2500 денари. Станува збор за стипендии обезбедени од општина Струмица и фондацијата Нова генерација, за кои беше распишан јавен повик, а се наменети за ученици кои во текот на претходната учебна година имаат освоено прва, втора или трета награда на меѓународен или надпревар во државата и општината. Градоначалникот на општина Струмица Петар Јанков вели дека со оваа мерка сакаат да ги поддржат и мотивираат талентираните ученици со цел напредување на нивниот образовен и личен развој. Инвестицијата во знаењето и во младите е наша најсигурна инвестиција. Затоа општината постојано ќе биде мотивирана, ќе гледа да ги мотивира идните генерации во делот на постигнатите резултати и од година на година кога гледам след тоа да го напредуваме. Од вкупниот број стипендии, 23 се обезбедени од фондацијата Нова генерација, откаде што истакнуваат дека тие представуваат признание за вложениот труд, но и мотивација дека успехот и посветената работа секогаш се препознаваат и наградуваат. Овие стипендии се едно признание за учениците, затоа што тие се труделе, дале многу енергија, верувале во себе, и се надевам да продолжат така, затоа што тоа се децата што еден ден ќе водат општината, ќе водат државата и нека бидат пример дека со труд и со дисциплина постигнуваме успеси и дека успесите се наградуваат. Од општина Струмица информира дека поддршката на младите ќе продолжи и во иднина, со најава дека е можно зголемување на бројот на стипендисти или пак зголемување на месечниот износ на стипендиите. Целта, како што посочуваат, е што поголем број млади луѓе да бидат опфатени со оваа мерка, но и дополнително мотивирани да продолжат со упорната работа и постигнувањето добри резултати. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.